Во холот на Домот за култура Марко Цепенков во Прилеп, од вчера 14 па се до недела 17 декември, во организација на Сдруженијето Кардинал од овој град, како домаќини, а под покровителство на Орнитолошката федерација на Македонија, се одржува 28-миот поред државен орнитолошки шампионат. Во федерацијата членуваат 8 здруженија од повеќе градови. Изложени се 510 птици од цела Македонија, кои што се надпреваруваат по својот изглед, односно стас и боја, додека за песна тоа биле сосема други надпревари. Се надпреваруваат повеќе видови на птици, како канаринци, бастери, екзоти, папагали, фауна на Европа и птици застапени во нашите планини. Што точно треба една птица да има за да освои награди и како се поделени наградите? Значи, секоја птица си има одредени карактеристики, тоа се да речам некои светски стандарди, пропишани од Светската орнитолошка федерација, на која што сме и ние членки. И самиот судија си ја знае, знае кои карактеристики треба да ги има птицата и одгледувачите исто така треба да знаат. И сега во оној критериум според која птица го има, која е највисоко и најблиску до тој светски стандард, таа освојува прво, второ или трето место. Се доделуваат медали за прво, второ, трето место, пехар за најубавата птица во својата секција, затоа што овде има многу птици, меѓутоа сите, повеќето, сега не сите се поделени во неколку секции, така да секоја секција си добива пехар, да речеме, се одбира најубава птица, а после од сите птици па се одбира една најубава, она best in show што ќе биде на изложбата. Според одгледувачите на овие видови на птици, Македонија била еден од лидерите во регионов, иако често нашите одгледувачи имале проблеми со изложувањето на птиците поради неусогласените законски регулативи. Соработувате со други странски здруженија барем на Балканот, ако не пошироко? Да, секако, значи кога сме во можност, одиме на некои светски конгреси што се организираат, кога има и некој балкански шампионат, учествуваме и ние, така да малку нас ни е проблем учеството на светското првенство, затоа што иако сме членка на Светската федерација, затоа што не сме членки на Европската унија, имаме малку проблем со приемот на птиците во одредени држави, па така да сме од таа страна малку хендикепирани сега за сега, меѓутоа каде што имаме можност, одиме и ги изложуваме или барем посетуваме тие изложби, а соработка имаме со многу земји. Компарирано со другите држави, докаде сме со развојот на птичарството? Па ако гледаме во балкански рамки, можам да кажам дека ние сме една од водечките сили, да кажам, така да имаме доста добар квалитет. Иако не можеме да изложуваме надвор, меѓутоа со самото тоа што посетуваме изложби надвор, имаме можност да донесеме така квалитетен материјал, па можам да кажам дека сме на едно задоволително ниво. Во Македонија има од 300 до 400 регистрирани љубители на овие видови на птици, но нивниот број е далеко поголем, затоа што голем дел од љубителите на вакви видови на птици не се регистрирани. Ги набавуваме од секаде, од цела Европа. Отаде купуваме, овде ги размножуваме кај нас и крстариме, вадиме мутации, бастардираме. Колку чинат овие птици? Значи, птицата горе ја купуваме ние многу скапо. По 150, по 200 евра, по 300 евра. Овде се се ефтини. Колку чинат во Македонија? Во Македонија чини од околу 50 евра. А од иностранство ја купуваме по 100, 150, 200, 300, 500 евра. Прилеп е најзаразен со овие работи со птици, поготово со трнано. Инаку ка штиглиц. Прилеп. А има сите. Цела Македонија. Многу има птичари, ама малце птичари учествува. И малце членови има во здружение, во друштва. Зошто така? Зошто така? Не сака да се експонира. Дали од страм, дали од шо, нече аспект. Од јобека, овде сака работа и знаење. Овде ќе докажеш докај си стасан со птичарство, кој ќе ги оцени судите. Инаку со тебе, со мене можеш да си правим мут како што сакаш. Моите повај, твоите бубај, ќе кажи судијата кој се најубај. Има оценување, ете судите на странство има и тие оценува, нивното е главно.
за да птиците ги поседуваат сите критериуми кои што се потребни за да учествуваат на една ваква изложба. Потребно било да им се посвети по неколку часови во текот на денот. Колку време во текот на денот посветувате внимание на овие птици? Овие птици денеска може на 3-4 сати се посветува внимание. Да ги храниш, да ги пратиш, болести ги фајча, лекарства и ветеринари сме, еден вид сме и ветеринари. Од птицата треба да ја пратиш, ако заболи да тешко се лечи после. Нема овдека такви лекарства крај нас и лекарствата што се квалитетни и ги купуваме и од иностранство. Дали одите на обуки, на семинари да се надоградувате во знањата? Одржуваме понекогаш наши трибини, соби ги викаме, не се збираме така друженија, во некој дружение, или во Прилеп, во Скопје, во Битола, секаде, и држиме тако предавање настава што се компетентни личности имаме во федерацијава и за помладиве птичари што се да науча работи, како се одивуваат птиците. Што е потребно за да се чуваат ваквите птици? Треба да имаш голем мерак. Што викаме не краста, ева ти... Ете тој. Дали може да се опише љубовта кон овие птици? Што е тоа што се привлекува? Еднаш кога ти влезе во крвта, во мозок, ова птичарство не излегува доживотно. Останува во тебе. Еве, ја ќе направив пауза 10 на години, ама еве па се враќам сега. Што е убавината? Убавината е пилето, песната. Како да речам? Неговиот изглед? Неговиот изглед, тоа на прво место е. Разбираш? Значи, она е што е исполнува душата. И полни душата тоа. Станувам са вајле, уште од 5 сата сум натре. Легувам. Мора да ги храниш, вода, секој ден вода му се менува, храната, секој ден, чистота, хигиената е најбитна. Денеска е оценувачкиот ден, а додека утре, во сабота и во недела, се два отворени денови на изложбата, кога сите граѓани ќе може истата да ја посетат и да ги видат овие несекојдневни птици.